Dobar večer, Strugjani. Mimbrama Strugan. Përshëndetje nga Struga për kryeministrin e Republikës Maqedonisë, zotin Zoran Zaev. Pozdrav za premijerot na Republika Makedonija, gospodin Zoran Zaev. Tuka blizu go gledam i koalicioniot partner, Fiat Canovski. Pozdrav. Do včera ljuti deneska, evo prijatelji povtano. Pozdrav do vas, Stružani, pozdrav, golem pozdrav, hvala mnogo za prisutstvo. Struga, kako što gledate i večer, multietnički grad, multikulturen grad, multikonfesioneren grad. Ova treba da se začuva, ova mora da go začuvame. Minatite 4 godini mnogo građani mi se javува za mnogo nedostatoci. No nije, nema da go gubime, ni mirot, ni sigurnosta, ni so život od stručkite građani. Mislim deka nemoj nikoj da ne zagrozува. Nas može samo da ne sploti negativностите od минатото. Ние сакаме иднина за нас, сакаме иднина за нашите деца, сакаме иднина за нашите генерации. Тоа ќе го правиме заедно, ево вака како што сме и вечер сите од сите етнитети, од сите вери, од сите култури. Не сакам да ме замарам, него ќе ви барам од вас сите на 29 октомври. Сите заедно да излеземе што помасовно, да го зачуваме ова Струга, најдобриот град во светот, да го зачуваме за нас и за идните генерации. Со тоа што ќе заокружиме бројот 3, тоа е Рами Смерко. Strugantë dashur, ne vim sot që ta kthem sigurin, ta kthem paqen, ta kthem bashkëjetesën e gjithë qytetarëve të Strugës, pa marrë parasysh se kujt etniteti i përket, kujt kulture i përket, kujt ndryshimi i përket, por edhe kujt fejt i përket. Prandaj, sot e jemi të gjithë këtu, të mbrojmë atë, jo vetëm për vete, po për gjeneratat që vinë. Dhe prandaj, u thras që në 29 tetor të votojmë numrin 3, të votojmë Rami Smerkon. Faleminderit. Po vikuam vo scena premijerot, gospodin Zoran Zaev. Kako Struga nema druga, definitivno nema druga. Dobro večer Struga, mir mrarak Struga. Navistina Struga bil primer sekogаш za jedinstvo, za splotenost, za multietnički soživot so koji što se gordela i Struga i cela Makedonija.
Почитувани граѓани, ви благодарам за ова огромно присуство вечерва. Јас сум вечерва дојден овде да побарам подршка од сите граѓани на нашата убава мултиетничка Струга. Единствената опција за Македонија е единство, сплотеност. Еден живот имаме сите и имаме заедно да го живееме и никако поинаку. Само сплотени и сдружени можеме да одиме напред. Почитувани граѓани, дозволете прво да им честитам на сите граѓани за првиот изборен круг. Имавме кристално чисти избори. Слободно изразената волја е императив, најважна работа за сите нас. Се надевам дека и вториот изборен круг овде во Струга слободно ќе гласаме, без притисоци, без закани, без уцени, затоа што само преку слободни избори победници сме сите. Ве молам да внимаваме, затоа што после 29 мораме да работиме за сите граѓани и на Струга и на Македонија. Ве молам да се ја чуваме и Струга и Македонија. Македонија созрева со секој ден. Да и се радуваме и на нашето единство, и на нашата сплотеност, затоа што нема веќе поделби помеѓу граѓаните. Доста беше. Ниеден политичар не ги носи гласачите во джеб. Секој граѓанин е слободен. Секој граѓанин слободно изразува својата волја, онака како што мисли дека е најдобро за својата земја, за својата општина, за своето семејство, за своите деца. Затоа, почитувани граѓани, да се ја чуваме и слободата, да се го чуваме и слободниот начин на гласање на изборите. Ве молам сите, затоа што без разлика кој да победи, ако направиме глупости, џаве ни е се. И јас сум уведен дека само на слободни избори има победници. А овде, секако се знае, здружени, заедно сплотени, оние кои што веруваме во едно општество за сите, во здруженоста и во сплотеноста ќе бидат победниците. Дозволете прво, рете јас сум председател на Социјалдемократскиот сојуз, да се заблагодарам на Васко Ашкаповски, на нашиот кандидат за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз и на неговиот тим, мултиетнички тим, кој што често и достоинствено се бореше. Убаво ќе беше да влеземе во вториот круг, па да видиме кој е кој. Но граѓаните одлучија и во фер рамноправна борба. Васко, ти благодарам и тебе и на твојот тим. Продолжуваш да бидеш дел од мојот тим и на локално и на централно ниво. И ти и целата твоја екипа. Ви благодарам и стружани што го дадовте гласот и за Васко и за нашата советничка листа. Ви благодарам и на сите што гласавте и за другите кандидати. Демократија е. Македонија е слободна земја со одлични перспективи. Затоа, почитувани пријатели, продолжуваме во вториот круг. Вие многу добро знаете дека ние честно настапивме на овие локални избори. И како политичка коалиција, и како политички партии. Нашата коалиција ја објавивме уште пред да почне кампањата за првиот изборен круг. Коалицијата со ДУИ е јавно, транспарентно и честно објавена. Затоа што граѓаните заслужуваат само честни политики, јавно објавени, навремено и транспарентни. Овде поприлично е незгодно во Струга. И тоа го знаеме, заради тоа што од другата страна имаме исто така коалиционен партнер кој што е во владата на Република Македонија. И јас, во името на тоа, имам разбирање. Локални избори се. И секој се поставува во својот дел. Нашиот коалиционен партнер избра да оди во коалиција со БЕСА. Јас го почитувам тоа и не го коментирам. Слушам дале наредба и по штабовите на ВМРО да помане. Нивно право е. Ние сме вечерва овде да го потврдиме концептот
и да застанеме принципиално за тоа што јавно обелоденивме уште пред почетокот на кампањата. Затоа, почитувани пријатели, јас сум дојден вечерва од граѓаните на Струга да побарам подршка за Дуи и Рамис Мерко овде во вториот изборен круг. И Рамис Мерко е наш партнер во владата. И тој е министер во нашата влада. И апсолутно, градејќи го концептот на едно општество за сите, стоиме честно исправени и вечерва сум овде пред вас, почитувани граѓани, да побарам подршка, да на мирен, транспарентен начин се сплотиме, се здружиме заедно и дадеме одлични перспективи на Струга. Секој на свој начин, позитивно, убаво не боли Струга. Тука сме родени. Татковци и дедовци ни се родени тука. Децата ни се родени овде. Сакаме внуци да чекаме овде. И апсолутно сите имаме право на Струга. Тоа е нашиот град, тоа е нашата општина. Овде сме обединети. Вечерва, како што гледате сите, и македонци, и албанци, и македонци муслимани, и торбеши, и роми, и турци, сите заедно сме обединети. Тоа е убавината на нашата мултиетничка Македонија и нашата мултиетничка Струга. Почитувани пријатели, општините се многу важни. 12 години водев општина. Општините го врзуваат нашиот живот од почеток до крај. Сите знаеме дека децата кај што ни се најмилите, најмалите, ни учат во градинките и во училиштата, и основни и средни. Или имаме деца, или имаме внуци. Сето тоа е под општините. Под општините се улиците и тротоарите. Под општините се водоводите и канализациите. Под општините се урбанистичкото планирање, индустријските зони, локалниот економски развој. Под општините се комуналните предпријатија, чистоќата, пазарите, гробиштата. Општините не поврзуваат од почеток до крај на нашиот живот. Многу се важни општините. И затоа е честно како ќе се поставиме пред општините во функција на тоа во што вистински веруваме. Затоа сакам да знае Струга дека имате поддршката од вашата влада, од владата на Република Македонија за сите проекти во иднина што заедно ќе ги реализираме овде во Струга. Конечно, депонијата трајно ќе ја решиме. Владата покажа чувствителност, интервенираше директно со буџетски пари. Заедно со општината го решивме проблемот заради тоа што е срамно. Ова е нашето туристичко богатство. За сите. Тоа е вашата Струга, но и на нас од Струмица не боли Струга. Затоа што Струга е нашиот бисер и нешто за кое што сите заедно мораме да инвестираме и да го зголемуваме. И туристичкиот потенцијал, и туристичките капацитети. И затоа сметајте на поддршката на вашата влада во решавање целосно на депонијата преку санитарна депонија, на најмодерни технологии и конечно никогаш повеќе Струга да нема вакви проблеми. Но истовремено сметајте целосно на поддршка и на колекторскиот систем. Сметајте целосно на поддршка на одблокирање на општина Струга, да ја дадеме ветар во грб, да се развива достоинствено и да биде и ваша, и моја, и наша заедничка гордост на сите. Тоа, почитувани граѓани на Струга, решивме ние. Заедно сите ќе го реализираме со идниот градоначалник на Струга, господинот и наш другар Рамис Мерко. Ние сме демократи луѓе и носиме избор и носиме опции. Нашата одлука ја донесовме. Сакам денеска од името на мојата мултиетничка Социјалдемократски сојуз на Македонија, партија која што се гордее во што прерасна. Ние имаме овде сериозна поддршка. Ја видовме поддршката и во декември 2016 година на парламентарните избори, ја видовме и овде поддршката на многу поразлични локални избори, каде што луѓето се определуваат и за кандидати на советничките листи и за кандидати за градоначалници. И имам намера да расте оваа поддршка во периодот.
но заедно сите сме поврзани кон една заедничка иднина. ДУИ и СДСМ прават сериозен исчекор на овие избори. Прв пат се случува политички партии од ваков капацитет да направат предизборни коалиции. И ова е за почит. Може би и губиме како политички партии, но добива Македонија, добиват сите граѓани. Овој исчекор е вреден за почит и треба само заедно издружени да одиме напред со сите наши предности и слабости. Јас зборувам честно и сакам сите да знаат. Почитувани граѓани, ние нашата одлука ја донесовме. И имаше шанса. Секој донесе свој избор. Апсолутно национализмите завршуваат во нашата земја. Еве видовте дека национализмот од едната или од другата страна нема иднина. Сите знаеме дека кога ќе градиме овде улици, зарем ќе градиме пред едни дечиња, пред други нема да градиме. Кога ќе правиме градинки, кога ќе ги унапредиме условите во детските градинки и во училиштата, зарем за едни деца ќе ги правиме, а за други не. Како може да го делите детето? Како можеме да си ги делиме граѓаните? Кога ќе го решаваме колекторскиот систем, ќе градиме канализации по населените места, зарем за едни куки ќе пуштаме цевки, а за другите не. Не, почитувани граѓани. Да си подаваме рака сите, да си помагаме, без разлика на нашата етничка, верска, партиска припадност. Изборите се на 29. Тие ќе завршат. Треба заедно да живееме. Тоа го знаеме сите. Доста не делеа политичари. Доста беа делби и поделби. 20 дена имаме право на избор, додека трае кампања. Останатите 345 денови во годината мораме заедно да работиме. Доста беа поделби по сите основи. Светот ни се воодушевува од градењето на едно општество за сите. Јас испраќам порака до сите граѓани. Подавајте рака на секој. Помагајте секаде каде што можете. Лесно е да градиме непријатели, но животот е еден, едноставен е. Подобар и поубав е животот со повеќе пријатели. Ке завршат изборите, оврска е на новиот градоначалник Рамис Мерко, оврска е на Зоран Заев, но оврска и на сите граѓани. Да градиме пријателство, да помагаме на секој граѓани, да не ги делиме граѓаните по ниедна основа. Затоа што, почитувани пријатели, единствено успех има ако заедно, ако сплотени, ако здружени засукаме ракавите и ги решаваме проблемите на граѓаните. Општината, владата, парламентот постојат за граѓаните. Се друго нема смисла. Секој човек е важен. Секој детенце е важен. Секој наш татко и дедо е важен. Ако му е потребна помош, сите ќе се насочиме кон него да му помогнеме. Затоа што само така можеме да одиме напред издружени. И истовремено сакам да знаете, добив сериозна подршка од цела Македонија. Еве ја Струга ќе даде подршка и јас и вие знаеме. Но испраќам аманет до сите, до луѓето околу мене во владата, до луѓето на локално ниво, од сите советнички листи, и од градоначалник. Имаме обврска, честно и поштено да му служиме на нашиот народ. Јас ве уверувам, со честни политики ќе има пари за решавање на сите проблеми на граѓаните и на Струга и на Република Македонија. Затоа, почитувани пријатели, донесовме одлука. Не е лесно ни на подржувачите на СДСМ, ни на подржувачите на ДУИ, ни на подржувачите на наши коалициони партнери. Но ве уверувам, ова што го правиме е вредно. Вредно е заради иднината на нашите деца. Ја гледате Европа, најсериозен развиен дел од целиот свет е Европа, а цела е богата со различност. Различностите наши се наша предност. Кога ќе знаат нашите деца што се придобивките и од Рамазан Бајрам и Курбан Бајрам, и од Божик и од Великден, тоа е наше богатство, тоа е наша предност. Затоа, почитувани граѓани, верувајте, сите заедно ќе дојде време, ќе се радуваме на модерната историја што испишуваме и за Струга и за Република Македонија. Сите сме исти. Сите сме исти пред Господ. Тоа го кажува и Куранот и Библијата.
има сите да бидеме исти и пред владата, и пред општината. Затоа, почитувани пријатели, иднината е овде. Иднината е овде заради тоа што не поминува никаде во светот. Национализмот нема да помине ниту во Македонија, ниту во Струга. Јас сум убеден дека заедно сплотени сите веруваме дека успех ќе добиеме. Знаете како не учеа татковци и дедовци. Едното стапче, едната прачка, секој може да ја скрчи. 10 заедно здружени, не ги бие топ. Никој не може да не скрши. Само здружени и сплотени можеме да одиме напред. Затоа, почитувани граѓани, јас сум убеден и се радувам на ова наша заедничка иднина. Чувајте го ова богатство кое што заедно го градиме. Ве замолувам, апелирам на внимателност. Останаа уште 2 дена до изборите. Многу е важно да продолжат изборите како што ги отпочнавме и како што се до ден денес. Сакам да знаете, никому нема да простиме ако го крши закон. Никому. Свето сте слободно изразената волја. Немојте да не опие ловориката. Не ни треба триумфализам. Не ни треба реваншизам. Сите, рековме, се исти и сите го имаме нашето право. Да си ги ослободиме граѓаните, мирно и слободно да си гласат. Знаете како? Најсилното оружје е пенкалото. Пенкалото, тамо зад параванот, сите од нас сме сами. Но честно е политичарите да ги заземат своите позиции и да поберат поддршка. Јас сум, почитувани граѓани на Струга, вечерва дојден овде со јасни изградени ставови. Почитувани граѓани од сите етнички заедници, вие сте за мене само граѓани на Република Македонија. Еднакви сите. Дојдо вечерва овде да побарам гордо и достоинствено поддршка. Барам поддршка на 29-ти да гласаме слободно на изборите, но барам поддршка да го заокружиме бројот 3, да гласаме за Рамис Мерко, истиот градоначалник на Струга. Затоа, почитувани пријатели, ве уверувам дека ова единство ќе биде радост на сите. И иднината и на Струга и на Македонија лежи во концептот едно општество за сите. Ајде здружено, сплотени, единствени, да излеземе гордо и достоинствено на изборите и да гласаме за живот за сите во Струга. Да гласаме за Рамис Мерко, да гласаме за бројот 3, да гласаме за едината на нашата Македонија. Да живее Струга, да живее Република Македонија. Ajde, ovako jedna.